Градата слика со купишта смет се провлекува со денови низ метрополата, стотина мини депони се формираа околу контейнерите поради нивното непразнење. Состојба идеална за ширење на заразни болести, но и размножување на глодари. Од Институтот за јавно здравје дури денес излегува со конкретни мерки за заштита. Велат дека по задолжението од влада за вонредни контроли и добиените факти од инспекциите можело да се дадат насоки. По сите записници кои што ги добивме од страна на инспекцијските служби, кои што направиле увид за фактичката состојба на отпадот во сите општини во градот Скопје. Се вклучија во работа сите сектори кои што се на располагање во институтот од соодветната област и беше изготвен еден записник. Епидемиологот Драган Кочински, кој е дел од Институтот за јавно здравје, вели дека мерките се поделени за општото население и до институциите. Често миење на раце, дезинфекција на рацете после одлагање на отпад, користење доколку е можно и на ракавици при одлагањето на отпадот. За заштита на вработените кои што го собираат отпадот, тие сепак треба и нив да мислиме и на нивната заштита. Доктор Мирјана Димовска, која раководи со одделението за безбедност на вода, санација на животна средина и здравствена екотоксикологија при ИЈЗ, истакна дека фокусот е пред се на здравјето на целокупното население како и индивидуалното. Како би се заштитило населението, се препорачува и поставување дезинфекциони бариери пред влезовите. Препорака е убава до училиштата да постават дезинфекциони бариери пред праговите. Доколку евентуално некој дојде во контакт и со исцедокот од контейнерите, без разлика на возраста, убаво е повторно да ги измие рацете и по можност сите ние да поставиме дезинфекциони бариери пред нашите станови. Луѓе само со обични хируршки раскавици го собираат отпадот. Би апелирала и маски затоа што овој проблем е мултидисциплинарен и мултисекторски. Од јавното предпријатие Комунална хигиена пак информира дека 350 тони комунален отпад бил подигнат од скопските улици. Спроведени се активности за празнење на контейнери и транспорт на ѓубре. Од таму велат дека се уште немаат информација за тоа каде се одлага сметот кој што го собираат градоначалниците на скопските општини. Би сакале да информираме јавноста дека досега немаме добиен одговор од страна на градоначалниците на скопските општини, каде го одлагаат отпадот од наводните активности за собирање на комуналниот отпад, што тврдат дека ги спроведуваат во рамките на своите општини. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на денешниот ден не забележа дека е подигнат отпад од страна на општинските комунални предпријатија во ниту една скопска општина. Се прашуваме дали навистина и на кои локации се одвиваат овие активности. Црвениот аларм за опасноста од хигиенската криза во Скопје со денови активиран. Скопските градоначалници остварија заеднички ворен состанок на ЗЕЛС за тоа како да се справат со преголемата количина на ѓубре во градот. Вчера пак градоначалникот на Центар Горан Герасимовски го активира општинскиот штаб за заштита и спасување, од каде најавија идна воредна дератизација на образовните објекти и колективните домувања, а веќе се дератизираат и шахтите и се работи во 2 смени за собирање на отпадот околу садовите за таа намена. Додека пак градоначалниците на Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски и аеродром Дејан Митиски со помош и механизација од други градови општествено одговорни компании ги расчистуваат мини депониите и немало да дозволат да се наруши здравјето поради, како што кажа, нефункционалноста на комунална хигиена Скопје.